Назад во студиото на Македонија денес имаме во приложение една навистина убава тема. Секогаш ме радува кога можеме да разговараме со луѓе кои што се навистина креативни. А оваа тема од областа на културата, поточно театарската уметност. Она што се случи овој вторник на 26 септември во Театар Комедија е новата премиера на театарската представа насловена Дони Дарк. Дело, односно нејзин режисер е актерот Роберт Ристов, човекот кој што верувам дека добро го знаат барем оние луѓе кои што сакаат да ги посетуваат театарските представи во рамки на оние кои што се дел од репертоарот на Театар Комедија. Како што кажав, добро знаете, верувам за кого станува збор, а мене ми е драго што ќе говориме за нешто што е овој пат негово дело, претпоставувам и поинакво искуство и нешто што нормално ја доживеа својата премиера, но ќе можете да го гледате и во иднина на сцената на Театар Комедија. Па велам добри дојде за Роберт Ристов. Добро ве најдов. Драго ми е што сте за прв пат дел од Македонија денес и тоа со една голема и убава причина. Ви благодарам на поканата, почестен сум. Да, премиера на оваа представа која што ја работевте, овој пат во улога на режисер, па претпоставувам веќе може да се зборува за оние првите впечатоци, како помина премиерата и како вие сте задоволен од реакциите на публиката. Јас сум презадоволен и од актерите тоа, како ја одиграа представата, презадоволен и од тоа како публиката реагираше. Тоа што ми беше предвидено е некако поинаква представа, не е типична комедија, бидејќи носи една поинаква содржина, некоја што е емотивна содржина, некоја која што ги допира и на моменти предизвикува солзи. И баш заради тоа имаше моменти каде што публиката се смееше од срце, но имаше моменти каде што предизвика солзи кај публиката. Така што сите тие работи кои што ги предвидовме, сите тие емотивни состојби, таа емпатија кај публиката ни успеа и тоа ни беше и целта. Да, ќе позборуваме во приложение за целиот процес како се работеше на пробите за да се дојде до финалниот производ. Меѓутоа, она што пред се сакам да прашам, зошто овој пат во ваква улога на режисер? Има причина зашто е тоа така? Па, некако секогаш ме интересираше и другата страна. Не знам, сум работел порано со деца, со малолетни деликвенти, со деца од дом. Сум држал работилници, драмски работилници со нив. Сум спремал доста млади актери се спремени за приемен од мене. Така да некако уживам да го пренесам моето знаење на другите и наоѓам големо уживање во тоа. Така што и неслучајно го одбрав овој текст кој што претежно се базира на работата со актерот, на работата на самите ликови. И баш се пронајдов во оваа улога на режисер на таква интимна представа, каде актерот е приоритет во самата режија. Да, според ова што го слушам, не ви беше тешко да сте во таа улога, напротив, задоволство? Вистинско задоволство. Вистинско задоволство и најдов големо уживање. Да. Видовме и дел од сликите како нели тоа изгледало на сцената. Да позборуваме и за актерската екипа, затоа што велите дека имало тука голема соработка со нив, се со цел да изгледа сето тоа така како што треба. Па како сте задоволни од луѓето со кои што соработувавте и ви се допаднали финално како тие ликови изгледаа на сцената? Кастингот е многу важна работа при реализација на една театарска представа. Насловната улога ми игра Даријан Петров, тој е еден млад студент кој што сега студира трета година во класата на професорот Мето Јовановски на Академијата ЕТФА, впрочем на Академијата на која што и јас магистрирам. Искрено имав некаков друг план, имав пикирано едно друго момче да ми ја игра таа улога. Сакав во овој прв проект некако да се оттргнам од тоа жена ми да ми игра главната улога, реков не морам неа да ја ставам баш во овој проект, иако знаев дека одлично ќе одигра улогата. Но малку се плашев од моментот, што со оној момент, бидејќи таа ги игра романтичните сцени со тој дечко. Како јас, како режисер, дали со себе си ќе се борам во тие интимни сцени и дали премногу енергија ќе ми одземе тоа, дали ќе можам да го надминам. Кога ја гледам во представа на една вечер или две, може ќе ми стане малку тешко, ма ќе ми мине за 2 дена и тоа е тоа. Ова е процес од 3-4 месеци каде што морам да гледам како мојата жена е во љубовни сцени со некој друг. И малку сакав да се отргнам од истото и отидов во класата на професорот Мето да барам девојка за насловната женска, не насловната, всушност главната женска улога.
но барајки девојче, го видов Даријан и едноставно не може да останам равнодушен на тоа. Реков, ова е момчето што го барам, ова ми е главниот лик. Јас не случајно сум овде. Свртев неколку кручиња, по неколку класи, бидејќи ми требаше помлада девојка. На крајот се вратив на она што првично го знаев дека тоа всушност тој лик мора да го игра Мирјана Ристов, но попатно сум требал да го најдам Даријан. Така се склопија сите коцки, сложувалката. Магдалена Ризова Черних ја игра неговата мајка. Со неја се знаеме многу одамна. Моите први почетоци во театарскиот свет како актер се токму со неја, со истата таа Магдалена Ризова и повторно некако круговите се спојуваат и повторно неја ја избрав да биде. Имавме неколку години, немавме соработувано со неја, се сретнав и реков, не, ти си ми таа, ти си мајката и ти тоа ќе го направиш перфектно, и така излезе. Таа ми игра улогата на мајката и Сашо Ристовски, мојот драг колега и сега уметнички директор во Театар Комедија, го игра режисерот, мала улога, но доста ефектна и важна за самото дејствие во представата. Така што јас сум презадоволен и еве сега се заблагодарувам на нив што многу професионално со жар влегува во овој проект. Го дадеа својот максимум, ги слушаа моите, безрезервно ги слушаа моите сугестии, иако е ова моја прва режија, ми веруваа безрезервно и заради тоа јас сум лично задоволен од финалниот продукт. Публиката добро реагираше, тоа што е продадена веќе во следниве 2 изведби веќе е распродадена. Карти има дури за 16 октомври. Тоа исто говори дека луѓето што биле на представата ги пренеле своите впечатоци, добри впечатоци, па луѓето сега бараат и сакаат да дојдат до карта за оваа представа. Ете така, навистина ми е задоволство да слушам позитивни зборови и ваши впечатоци за тоа што го работите, бидејќи ја споменавте самиот интересот и посетеноста на представите. Сакам само накратко тоа да го прокоментираме. Навистина Театар Комедија нема проблем со публика, никогаш, и ви посакувам така и да остане во иднина. Така, дај Боже. Публиката е она која што ја дава оценката, не можете да ја излажете, ако ништо и се допаѓа, ќе се врати таму одново и одново, нели така е секогаш. Обично се коментира публиката не доаѓа во театар, меѓутоа вие тоа не го коментирате. Ние немаме таков проблем. Да, генерално тоа сакам да ве прашам, како е да се биде дел од актерите во овој театар и задоволни ли сте од сите оние представи што досега ги сработевте и реакциите кои што ги имаше за нив, посетеноста која што има и така натаму? Да, токму така и беше и овој месец. Вардарски пастови беше распродадена пред, не знам, 10 дена. Стюардеси е распродадена. Дони Дарк, следниве 2 представи се распродадени. Така што се што е објавено на репертуарот до 16, освен вчера ја објавивме Дони Дарк за 16, веќе и таа половината е распродадена, се ни е веќе распродадено. И тоа е факт што радува дека публиката не сака, публиката сака да ги гледа нашите представи. Публиката си сака комедија, сака да се насме и се надеваме дека и со новиот директорски тим, новиот уметнички тим, ќе успееме да го задржиме тоа ниво и да одиме, впрочем, и потаму. Така што тоа се прекрасни актери во целиот колектив кои што имаат одлични актерски креации, имаме одлични представи и посакувам и понатаму да ни доаѓа публиката. Да, јас тоа ќе ви го посакам. Веќе и популарноста своја си имате во јавноста, така што се надевам така и ќе остане во иднина да позборуваме малку и за она што е ваш личен успех. Навистина кратко ни е времето за овој разговор, зашто многу прашања имам за вас. Меѓутоа нета награда за машка улога е она што неодамна го добивте. Да, на фестивалот Ристо Шишков. Да, што навистина си има своја тежина и значење, пред се затоа што нели тоа е некоја стручна оценка за вашата работа, меѓутоа како лично ја доживувате? Па, многу ми е драго оваа награда. Ова е прва моја награда која што лично ја добивам за себе си како актер. Секако имам неколку гран при добиено за целосна, за најдобра представа. Гран при добивме за Име во Босна, гран при имам добиено за Баханали на Наташа Поплавска во Велес, гран при добивме за филмот на Коле Ангеловски, Ах, љубов моја. Не можам да се сетам, имав уште едно гран при, но досега никогаш немам лично добиено како за актерска креација.
Посебно ми е драго што комисијата е интернационална на нета и посебно ми е драго што ете ми кажаа дека жирито од Бугарија и жирито од Босна на нив посебно су ми се допаднали, тие биле оние кои што се лактале за да ја добијам јас наградата. И ова признание многу ми значи, бидејќи тоа е една представа која што е во продукција на нашиот приватен театар, Театар Крик, во копродукција со Театар Комедија. И тргнавме без никакви средства. Всушност, Елена Лука ни излезе во пресред, ни направи костими и за таа и за новата представа. Имаме соработка голема со нив и многу им благодарам за тоа што го поддржуваат Театар Комедија. Декоративни ѕидови исто во таа представа ни помогна, а другото се беше наш приватен буџет, од сопствен джеп вложувавме камерчиња, мултимедијална е представата, имаме некаква си реалити шоу на сцена, изискуваше доста финансии да вложиме приватни за да ја направиме таа представа. И со цел тој организаторски труд, со цел тој актерски труд и се излезе прекрасна представа која што исто така е многу посетена и еве сега ја доби и наградата. И баш заради тој труд посебно ми е важно и драго што ете на крајот ни се даде некакво признание за представата. Еве јас и јавно ви го честитам тоа што ви се случува, навистина само убави позитивни работи денеска со нас споделувате и убаво е чувството. Дај Боже само позитивно да имаме да споделуваме, нели? И вие и ние. Кога ќе погледнете наназад на сите овие години кога работите, споменавте тука има и филмски улоги, театарската сцена вие секојдневие, овој пат и во улога на режисер. Постои ли нешто што сепак ви е посебно драго, како улога или сработен проект, кој што посебно ви значи и вие лично сте можеби најзадоволен со она што сте го сработиле во рамки на истото? Можеби одредена улога, можеби одреден ангажман или пак ете ова што е нешто ваше, каде што сте во улога на режисер? Ова ми е некако најсвеж. Тешко прашање. Да, тешко е прашањето, да. Порано знаев да одвојам една представа и една улога, но сега како одминува времето, сваќам дека се ми е посебно драго. Се има некој собствен драж. Ова последното ми е некако најсвежо, најприсно и некако најмногу сум емотивно врзан за тоа, последната режија, сега за сега. Иако не можам да ги одвојам, во се има вложено енергија, си имам вложено себе си, се ми е драго. Не знам. Да. Нема многу да зборуваме детали околу содржината на представата, меѓутоа некако за заокружување на разговорот, на кој начин и вие би ги поканиле нашите гледачи да дојдат и да ја погледнат, зошто според вас е интересно и посебно искуство ако дојдат и ја погледнат конкретно оваа представа? Јас овде би спомнал нешто што можеби не е содржано во вашето прашање, но би сакал да го истакнам. Театар Комедија го подобри пристапот на театарот за лицата со инвалидитет. Направивме нова рампа на пристапност, имавме претходно, но таа беше малку стрмна и не ги исполнуваше стандардите. Сега направивме со помал пат. Полио Плюс беа овде да им се заблагодарам на нив што дојдоа и ни ги забележаа сите работи кои што треба да ги поправиме за да бидеме дополнително подобни за оваа целна група. Го симнавме шалтерот за билети од едната страна, е сега понизок и да можат самите луѓе да можат да си купуваат гардероберот во театарот. Седиштата на голема сцена, извадивме неколку седишта со цел да може да се наместат колички на истите тие места. На мала сцена исто така се предвидени простори за инвалидски колички. За прв пат представата Дони Дарк се игра со титул на представите на кои што ќе бидат присутни глувонеми лица. Се надевам дека истото е дел од мојот магистерски труд театарот да го доближиме до овие целни групи како содржина, бидејќи се работи за слепо лице. Сакав да ги отфатам сите тие категории на ранливи групи и дирекцијата најде на разбирање, ја увиде потребата од тоа и ги прифати сите овие сугестии и веќе одиме во исполнување на истите. Така што сакам да ги поканам сите луѓе кои што имаат некакви пречки во развојот од тие ранливи категории да дојдат и мислам дека им нудиме некакви подобности кои што досега ги немале. Кога ќе се пријави дека имаме глувонемо лице, ќе оди титул
и ќе можат поубаво да ја следат представата. Секако дека ќе имаме простор за лицата со ортопедски помагала. Ете, тоа е тој новитет кој што сакам да го споделам и при тоа да кажам дека ќе морат на билетара да напоменат дека на таа представа ќе бидат присутни такви лица. Да, еве можност на вистина сите кои што имаат желба да уживаат во она што вие го работите и го нудите на публиката. Благодарам многу што ги споделивте со нас сите овие детали. Ќе ви посакам и многу успеси во иднина, секогаш исполнети сали и публика која што ќе го сака она што вие го работите. Ви благодарам, ви налаз. Да. На овој начин го заокружуваме овој разговор. Ете уште еден апел. Сите оние кои што пред се ги сакате театарските представи и театарот, можете во секое време да ги погледнете програмите и да одлучите што е на што можеби сакате да го погледнете, па да поидете и да бидете и вие дел од публиката во нашите театри. Одиме во продолжение со уште малку музика, а потоа ќе ви представам и нашата денешна последна тема.